Неколку илјади македонски иселеници кои живеат во егејскиот дел на Турција сакаат да добијат државјанство на Република Македонија. Иселени од татковината во 50-тите години од минатиот век се надеваат дека македонската држава може да ја поправи грешката што ја направиле нивните родители. Општината Чештепе се наоѓа во егејскиот дел на Турција. Во неа живеат околу 6000 граѓани. Половината од нив се по потекло од Македонија. И по половина век живот во Турција, најголемиот дел од нив ја чувствуваат Македонија за своја татковина. Само едно сакам да ви кажам. Ние сме македонци. Ние сме у Македонија родени. И македонци сме. Само македонци, турци, македонски турци сме. Тукашни турци не сме. Ние сакаме од Македонија сега вам да ни дадете државјанство. Да ни дадете. Немаме држава, у Македонија нема државјан. Сега ни велат, ви одадат се откажале државјанството. Јас сум бе 15 години, 16. Мој татко дал државјанство, он се подпише да не сакам у Македонија да живеам, а јас ја сакам, јас сум таму роден, јас сакам таму да живеам. Ја да живеам не, ја не сакам од Македонија да ми даде земја, да ми даде пари, да ми даде пензија нешто, ништо не сакам, само да можам слободно да одам, да идам за Македонија да се одам. Македонските иселеници во егејскиот дел на Турција најчесто водат потекло од Неготино и Демир Капија. И денеска се сеќаваат на борбите што ги воделе нивните дедовци или татковци за слободна Македонија. Нема да речите само наша е Македонија. Вие сега што живеете у Македонија. Македонија кога се ослободуваше од 45-та година, 45 година, и нашите се бореа за Македонија за слободата да биде. И таму имам загинато, мој чичо е таму загинат у Прилеп. Имам од мои селеници двојца загубено у Прилеп. Крвта наша е таму оште. За тоа нешто ние сакаме тие да не ги забораваме, при тие да идем да ги видам, да се прошетам за во нешто, да ни се даде нам рече го државјанство. Во Чештепе може да се чуе македонски јазик со неготински акцент на секој чекор. Освен иселениците во поодминати години, македонски јазик зборуваат и нашите деца и внуци, вели Капларов. Кога старите, Македонија не ја сакаме, се ќе ни сали за Турција, подпишале. Не сакаме. Зошто не сакале? Оти биле многу прости, оти ништо не знаеле, не мислеле за напред како ќе биде, што ќе биде, а младите не ги слушале тоги. И кој како сакал, така ќе ни става. Млади сега што се тука, сите за Македонија, сите сакат да ти кажам право. Македонскиот амбасадор во Турција Горан Тасковски во повеќе наврати разговарал со иселениците по прашањето за добивање на македонско државјанство. Нивните желби ги слушнал и премиерот Никола Груевски при неодамнешното роуд-шоу во Турција, но се уште се трага по решение кој нема да биде во судир со законите. Јас се надевам дека ќе се разгледа ова ситуација, бидејќи навистина овие луѓе чувствуваат Македонија како своја матична држава, ја сакаат Македонија, се прават за да бидат поблиску до Република Македонија, исто така и ние како амбасада му го возможуваме сето тоа. И на крајот морам да ги пофалам со тоа дека навистина сите врати се ми ги отвораат како амбасадори, како амбасада и се борат за инвестиции во Република Македонија. Значи навистина тие луѓе заслужуваат повеќе од тоа што го имаат сега. Во околината на Ајдин, според проценките на македонската дијаспора во Турција, живеат околу 10.000 иселеници од Македонија. Освен македонско државјанство, голем дел од нив копнеат вечното почивалиште да го имаат токму во својата татковина Македонија.